Господине Таравари, добре дојдовте. Се сретнуваме уште еднаш на уште едно интервју како продолжение од минатата година. Минатата година бевме во вашата општина и таму ни одговоривте на неколку прашања, па би сакале уште еднаш да се осврнеме на зелените перспективи на вашата општина. Кои се зелените перспективи на вашата општина? Добро, пред се ви благодарам на поканата. Секогаш чест да се биде гостин на Цивил. Да, минатата година зборевме нешто за екологијата, да речем, за зелената иднина на нашата општина и сега после една година повторно ја анализираме новите случувања што се случува во нашиот град во однос на оваа прашање. Можам да речем дека Гостивар е една од најзелените урбани општини во која што има најголем број на паркови, со сигурност можам да го кажам тоа. Посебно овие 3 години направени се паркови кои што се организирани и во градот, меѓутоа и по селата во општина Гостивар. Исто така во овој период, во овој правец сме работели и со организирање на стази за велосипедисти, со кои што сакаме да ги мотивираме луѓето да користат што повеќе нивните велосипеди или да одат на нозе на работа или да се движат во градот, се со цел да има што помалку возила кои што се користат во општината и мислам дека со стази кои што се во должина, ако не грешам, околу 3 километри во целата општина, мислам дека има добро прифатена од граѓаните. Исто така овој период како општина субвенциониравме, тоа се случи пред пандемијата, субвенциониравме и луѓе кои што купуваат точаци или велосипеди, се со цел да ги мотивираме што повеќе да се користат. Исто така имаше еден период и минатата година и оваа година субвенции за инвертери, значи за да се користи енергија со која што нема да се загади животната средина. Иако како град сме еден од ретките градови кои што има многу блиску до неизе, зборам блиску физички, една депонија која за жал веќе 20 години функционира и е како регионална депонија за цел Полошки регион и не мислам, туку постојат и сигурни факти и аргументи дека тоа е огромен загадувач на воздухот во нашиот град. Можам да се пофалам дека сме меѓу ретките градови кои што веќе во почеток на мандатот кога започнавме 2017 година немаше ни еден мерач за загадување на воздух во нашата општина. Сега имаме 5 мерачи во различни места и тоа сме ги ставиле, се поставени од професионалци кои што волонтерски се граѓани на Гостивар, кои што волонтерски помагаат на општината, се постават и да се направи мрежа за да се процени точната загаденост во сите регии на градот и да имаме просек еден на загадување на воздухот, не само за една субстанца, да речам, туку се, ако не грешам, околу 10 субстанции кои што се загадувачи и влијаат негативно на животот на граѓаните. Така да сето тоа е транспарентно и наскоро се надевам дека тоа ќе биде и на веб страната на општината и сите граѓани на нашата општина ќе можат да бидат информирани за целото загадување во сите делови на градот. Приказната за депонијата Русино, што е во близина на вашата општина на градот, продолжува од минатата година. Јас би сакала да ни кажете што се случува, што токму сега се случува со депонијата Русино. Ние кога бевме во посета на градот Гостивар, тогаш веќе имаше некое движење во смисла на Министерството за животна средина сака да изгради таму пречистителни станици или што се случува таму? Значи, од 2015 година, некаде во јуни е потпишано од Полошкиот развоен регион, потпишано од тогашните градоначалници, значи 2015 година, Русино да биде официјално регионална депонија за сите 9 општини од Полошкиот регион.
Иако како депонија таа веќе функционира повеќе од 20 години, како дива депонија, имате во предвид дека во Македонија скоро да нема ни една официјална депонија која што ги исполнува сите стандарди. Дали наплаќаат се уште за влез? Лани наплаќаат, се сеќавам на интервјуто. Да, лани наплаќаа за влез во депонијата за испрдање смет. За одредени општини се наплатуваше, плаќа во Комуналец, тоа е предпријатие на општина Гостивар за хигиена. Меѓутоа, таа депонија е дива депонија како повеќето депонии и имаше една граѓанска иницијатива која што започна спонтано, иако ја мислам дека не беше спонтано, имаше политичка позадина, меѓутоа за 100 Русино, да. Иако повеќето нивни членови беа луѓе кои што ја сакаат животната средина, го сакаат Гостивар, сакаат да биде воздухот чист и да се дислоцира од таму регионалната депонија. И ја им се приклучив заедно со нив, се со цел, мислејќи дека целта ни е заедничка, сакаме депонијата навистина да се дислоцира, оти не ги исполнува условите по професионалци кои што се по таа област, ни кажува дека таа е во надморска висина и малку ветер треба за да сите материи кои што не се загадувачи да веднаш да дојдат во градот. Значи, неповолна е просторијата кај што е депонијата и ја им се приклучив и мислев дека треба да се дислоцира од таму. Институционално како општина ви им се приклучите? Апсолутно. Ја не потпишував понатаму да оти требаше да потпишеме сите општини потпиша градоначалници, јас не го пуштив во совет, иако и сите советници, да бидам искрен, во општина Гостивар од сите политички партии практично ме поддржаа и ја поддржаа, бевме заедно со иницијативата 100 Русино и една невладина друга еколошка организација која што се вика ГВЕКО. Заедно со нив барем успеавме тоа што во една средба со министерот за екологија, господинот Насер Нуредини, да се договориме дека за 5 години депонијата Русино нема да постои. Во меѓувреме има инвестиција од Швајцарската агенција за развој, која што треба во овој период да започне со активности, за да се среди барем загадувањето на почвата и водата, посебно во целата таа територија која што е огромна во Русино, и се надевам да има епилог тоа. После овие 4-5 години во меѓувреме да се бара друга локација за Полошкиот регион, кај би било или кај би можело да биде регионалната депонија, а во меѓувреме да се санира комплетно тој дел на Русино и потоа таму да се засади и да биде зелена површина, која што ќе биде можеби еден огромен парк, бидејќи се работи за огромна површина како депонија. Кога говориме за зелените вредности, познато е дека тие не се однесуваат само на заштитата на животната средина, која пак често се меша со поимите поврзани за комуналната хигиена. Зелените вредности подразбираат почитување на човековото достоинство, што подразбира и социјална правда, антинационализам, стратегии за одржлив развој и што подразбира напуштање на принципите на либералниот капитализам. Колку според вашите анализи знаат политичарите во нашата земја по овие прашања? Тоа е многу индивидуално прашање. Зависи кој како ги перцепира и какви му се намерите во политиката. Ја мислам дека во овој правец треба да се работи, иако постојат секаков тип на политичари, како во Македонија, така и во регионот. Мислам дека следните 20 до 30 години ќе стигнеме до таму кај што посакуваме сите ние. Мислам дека има огромна разлика од минатите 10-20 години. Полека сме на пат за да бидеме така кој што треба и сме на пат за да личиме на тие кај што сакаме да се интегрираме во следниот период. Така да велам, многу е лично прашањето и секој политичар би требало да одговара сам за себе.